Во едно од минатите изданија на емисијата Супер Звезда, драги наши гледачи, бевме гости во Националната установа Танец. Тоа е местото кое денеска повторно ќе го посетиме, со оглед на тоа што имаме многу неодговорени прашања и уште многу работи кои што би сакале да ги видиме и дознаеме. Вие дечиња како сте, добри? Расположиме да одиме повторно таму? Како ни беше минатиот пат? Супер! Си поминавте лудо и незаборавно? Овој пат очекуваме да си поминеме уште поубаво, почитувани гледачи, затоа останете со нас, ви ветуваме многу интересна и возбудлива емисија, така да во следните минути останете со нас, а ние заминуваме. Може? 3, 4, тргнуваме! Ајде помет! А сега, почитувани гледачи, дозволете ми да ви го представам господинот Горан Десовски, кој работи како проект менеджер овде во Танец и има многу интересна работа. Горане, добро ни дојде во Супер Звезда. Добро ве најдов, голема чест и задоволство, исто така вие добро ни дојдете во Танец, да бидеме ние ваши домаќини. Горан, сакам да те прашам, колку вработени има во Танец? Во моментот Танец брои 87 вработени, тоа е да кажеме една голема благодарност на директорот Џорлев, на Министерството за култура и на нашата влада на Македонија, која што во последните 5 години ни овозможи да имаме околу 35 нови вработени. Значи, тоа се дел од во игрорниот хор, дел во пеачкиот хор и поголем дел во оркестарот. Значи, млади луѓе кои што се спремни, кои што многу добро се вклопија, функционираат и го знаат Танец како дише и сака да бидат дел од него. Значи, подмладени сте сега? Многу и тоа подмладени. Не сме веќе да се жалите дека ве боли кичма или не знам што, а? Не, немаме такви работи. Што може да ми кажете, каде сте настапувале до сега? Од своето создавање на Танец од 48 година до ден денес, Танец нема место на светот кај што не настапувал, ќе кажеме на сите континенти, од Австралија до Јапонија, од Англија до Грција, па наши по-нови настапи, да кажеме во поново време. Еден од поубавите може да го издвоиме, тој е Катар. После тоа имавме повеќе настапи во Кина, Естонија, Летонија, нашите комши, локалните земји како Грција, Бугарија, екс-Југославија или бивша Југославија, каде што имаме многу добра соработка со останатите ансамбли. Аустрија, Словачка, Чешка, Полска, Маđарска. Значи, тоа е во моментот каде што се движиме поради одредени услови, а иначе секоја можност да се отиде подалеку и да се освојат нови простори, нови земји, да се презентира македонската култура, традиција, уметност, песма и игра, особено што тоа е најголемиот дел на Танец, се трудиме секогаш да идеме понапред и понатака. Од 56-та кога бил Танец во Кувајт, па до 2012-та кога сме биле, значи тој период во Катар, Танец го има покриено скоро целиот свет. Сите 7 континенти. Имате освоено многу награди до сега? Да, Танец има многу награди, има неколку кои што би ги издвоиле, кои што ќе ги погледнете во споменсоната. Првата и најважната, највредната награда, тоа е од Ланголенд 1950 година, каде што Танец настапи со тешкото и од жирито, од можни 100 бода, они добија 103 бода. Значи тоа до сега не се случило, тоа е прво нешто. Имаме 69 од Свети Климентовата награда, имаме од тогашниот председател Тито, Јосип Брос Тито награда 69 исто. Од поново време имаме председателот на држава Македонија, орден за заслуги. Најновата награда, која што е една од најважните за нас, тоа е од пред година дена, уствари од 2014, тоа е Свети Климент, орден на Свети Климент од прв ред, кој што Македонска православна црква го доделува на нецрковно лице. Значи, има вкупно 100, Танец го доби број 17 за заслугите, помошта, помагањето на црквата, каде што може да наброим исто така и многу хуманитарна работа на националниот ансамбл. Имавме многу концерти минатата година, ако памтите за поплавените што беше. Сите беа хуманитарни, поддржани од Танец, подпомогнати да се помогне на луѓето и останати други концерти кои што се по потреба. Значи да направиме сега една разлика за оние кои што не гледаат, ова не е културно-уметничко друштво, каде што доаѓаат членови, туку ова е национална установа, каде што сите оние кои што учествуваат и работат овде, работат за плата. Точно така, Танец е единствен професионален ансамбл во Македонија, или ќе појасниме уште еднаш, национална установа, ансамбл за народни игри и песни на Македонија. Танец како национална установа која негува традиционалната игра, песна, оро и се што кажавме, значи колку концерти дава годишно? Тоа е бројка која што се движи негде од 50 до 70. Значи тука спаѓаат концерти, настани, ивенти, тука спаѓаат настапи, исто така кои што се од 30 минути па до 2 часа.
Значи, секое наше настапување, секој наш концерт, ние си го водиме, го бележиме, го забележуваме и на крај на годината имаме точна бројка. Значи, дали бил хуманитарен, дали бил за поддршка, за помош, тој се води како настап. Некој може да трае 30 на минути, некој може да трае 120 минути. Бројката со која што ние обично годишно завршуваме е повеќе од 50, а помалку од 70. Сем пред две години, кога славевме 65 годишнина на танец, онда завршивме со 74 активни ивенти, плюс уште некои десетина помалечки кои што не се забележени. И се тоа го правите на најможно високо и најпрофесионално ниво. Токму така, како што кажавме, танец е национален ансамбл, кој што е професионален, кој што е финансиран од Министерство за култура, каде што луѓето доаѓаат, работат за својата плата. Значи тоа, како што кажавме, да го разјасниме, за разлика од кудовите, каде што луѓето одат за љубов, да вежбаат, да трошат енергија и да уживаат, нашите вработени сите професионално, на највисоко ниво се изработуваат секоја своја зададена задача од концерти, од настапи, од ивенти, со највисоко ниво на професионалност, желба, поддршка и љубов прво кон работата која што работат. Тоа исто мислам дека ќе може да го видите во понатамошниот дел од нашата заедничка емисија на Суперзвезда и танец, кога ќе ги погледнете останатите делови од танец. Горан, ви благодарам. А вие, почитувани гледачи, се наоѓате на вистинската фреквенција, останете овдека заедно со нас да видите значи со колку многу љубов и со каков професионализам се негуваат и се чуваат македонските традиционални игри и песни. Правиме пауза. Се враќаме во разговор со нашите драги другари и другарки играорци. Да ве прашам, дечки, како сте вие, добри? Супер. А како си поминуваме овде? Убаво. Не знаат нашите гледачи, да им кажеме како не пречекаа денеска овде во танеца. Нели? Невидено? Прекрасно? Да. Топло и срдечно како и дома? Да. Ајде, бакнежи за нашите гледачи, останете со нас, почитувани гледачи, ќе имаме убава, возбудлива и многу интересна емисија. Имаме уште прашања кои што ќе ги поставуваме овдека. Како што кажав, се враќаме во разговор со игрорците. Кој ќе го постави првото прашање? Да видам, ајде. Оваа прекрасна девојка, здраво злато, кој е твоето име и кој е твоето прашање? Моето име е Анастасија и јас сакам да прашам колку често имате концерти. Леле, какво прекрасно прашање, благодарам Анастасија. Кој ќе ни одговори? Колку често имате концерт? Повелете јојца. Мора да кажам дека многу често. Нема да се навачам назад, еве ќе кажам сега што следува. Месец март почнуваме со концертна турнија, можам слободно да кажам, из Македонија, каде што во месецот имаме 4 до 5 настапи во Македонија. Тука е меѓународната наша активност, каде се спремаме за патување во Обединетите Арапски Емирати. Значи, тука се патувањата низ Балканот, да кажам слободно, две поголеми турнеи кои ќе траат околу по 10 дена. Значи, сена се, ако бројаме од месец февруари до месец јули, некаде сигурно околу 30 концерти, кои се веќе закажани, кои се, да кажам, и народно 100% сигурни. А се очекува сигурно некои вандарни настапи кои се во преговори. Така. Значи имате многу настапи што би можело да се каже и на годишно ниво, така ли? Така е. Така, се знае отприлика имате нека бројка или веќе почнавте и да не ги ни броите? Па годишно треба да се реализираат некои 30 на минимум низ Македонија и надвор од неа. А меѓутоа не значи дека тоа е фиксна бројка, секогаш е тоа многу повеќе. Така. Како ве пречекуваат странците кога одите таму? Посебно. Посебно затоа што ние како институција сме посебни. Даваме нешто што не е секојдневно во државите кои патуваме надвор, така да со самиот пречек, со самото кревање на завесата се чувствува нешто што не може да се опише, мора да се застане на сцена за да се доживее истото, така да имаме големи искуства и случки кои ни се случувале убави, зборам, во државите кои сме патувале надвор, така да една голема историја која само ние ја знаеме и ја чувствуваме и сме ја почувствувале на тие патувања. Прекрасно да сте ни живи и здрави. Ајде да видиме, имаме уште прашања? Имаме многу. Ајде, Кукле, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ева Ристевска и моето прашање е дали играорците пеат. Какво убаво прашање. Кој ќе ни каже? Ајде да видиме сега. Ајде, Кате, дали играорците пеат? Играорците освен што мораат убаво да играат, мораат и убаво да пеат. Мора да знаат да пеат.
Да. Значи еден играорец мора да пее и вие го вежбате и пеењето како што вежбате и играњето, нели? Како што се вежба и играњето, го вежбаме и пеењето, меѓутоа мора да имаме и природни способности, мора да се пее. Прекрасно. Ајде сега одиме понатаму да видиме кој ќе поставува прашање. Одиме по ред. Повели Злато. Здраво, јас сум Андреј и сакам да прашам дали сите играорци се од Скопје. Колку убаво прашање. Јовица, ќе ни кажете ли од каде сте играорците, дали се сите од Скопје или има и од другите краеви од нашата земја? Ја мора да признам се радувам на ово прашање, бидејќи јас лично не сум од Скопје. Потекнувам едно малечко населено место и Гуневце до Тетовско. Тука слободно да кажам спортски, ако се изразам, ова е една фудбалска презентација. Тука нема од секаде од цела Македонија. Тука нема од Прилеп, тука нема од Велес, тука нема од Кичево, можеме да кажам од цела Македонија. Значи една репрезентација фолклорна е тука сместена. Ајде, еден голем аплауз, цела Македонија собрана на едно место. Тоа е, почитувани гледачи, националната установа танец. Навистина, колку прекрасно. Ајде сега, имаме уште прашања. Злато повели. Здраво, јас сум Дарија. Моето прашање е колку трае еден ваш концерт? Еден концерт на танец, колку трае, ќе ни каже Марија, например, повели. По така зависност од манифестацијата на која би настапиле, за ако е некоја културна манифестација каде што ние треба да заземеме мал дел учество на самата манифестација, настапуваме отприлика од 20 минути до пола час, во зависност од програмата и сценариото на концертот. А кога се работи за целовечерните наши концерти, траат до саат и пол до 2 часа, каде што на самиот концерт секој играч настапува со минимум 4 до 5 сценски адаптации или кореографии. Отприлика на секој играч му се фаќа околу 20 на минути до пола час активно работење на самата сцена. Тешко ли е да се настапува? Час и половина, 2? Па со самото континуирано работење секој ден не може да биде тешко, затоа што ние можете да видите како континуирано секојдневно се подготвуваме. Имаме и тешки моменти, имаме и сериозни настапи каде што пред се психички мораме да бидеме спремни покрај физичката подготвеност која сите имаме како професионални играчи. И можам да кажам дека тоа е нашата работа и едноставно не ни представува некоја тегобија или тешкост, едноставно го работиме сите ова со љубов, така да го работиме едноставно и убаво. И од срце, како што можеме сите да видиме, прекрасно, навистина прекрасно. Ајде да видиме следно прашање, кој ќе постави, повели Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас се викам Леја и сакам да прашам дали работат за време на празниците. Леја, ова е убаво прашање, ајде кој ќе ни каже сега, Јовица, работите ли за време на празниците? Секако, значи во многу случаеви државниот ансамбл, значи танец работи за време празници. Пред се затоа и постоиме. Во културата се знае, уметноста е таква. Народот се радува со нас. Ние сме тука секогаш да празнуваме и да празнува народот со нас. Некогаш предпоставувам не само за празници, верувам като работите и саботи и недели? Да, по потреба, концертите се организираат и саботи и недели, луѓето што сакаат да не видат се слободни во тие денови, а ние сме тука за во тие денови да го потполниме времето и да не видат онакви какви што сме. Да презентирате игри и ора што е ново сработено, нели? Прекрасно. Ајде да видиме. Не работиме тука, би се. Претежно кажуваме дека работиме, нашите концертни настапи се и за празници. Иначе, како што кажа преходно и мојата колешка Катерина, нашите работно време е од понеделник до петок, од 9 до 1 часот. Така, прекрасно. Така, прекрасно. Продолжуваме понатаму. Ајде, старциња. Ајде, имаме прашање. Ајде, Злато убаво. Јас се викам Ема и сакам да прашам дали колку време се спремате за еден концерт. Јанче, убаво прашање. Еве, Кате, ајде ни кажете ли вие пред концертот колку време ви треба да се подготвите? Така, на машките играчи му треба малку помалку време за подготовка, а на девојките му треба цел сат за да се подготват. Мораме да се нашминкаме, да ги заплетиме косите, да се облечиме и ни треба околу сат време да се подготвиме за да излеземе на сцената. Што како и за во град кога се излега, нели, машкиве се готови, а девојчињава им треба час и половина. Вие се подготвувате онака како што се подготвувале нашите баби, прабаби и сето тоа наназад? Ние се подготвуваме онака како што во минатото пред некои 70 години, најрано како се облекувале нашите баби, мајки некои. Значи, онака во традиционална носија како што се облекувале.
За секоја игра си има, нели, согласно крајот, претпоставувам, од каде што е номерата и од каде што е играта, си има различна македонска народна носија. Так, секоја игра е од припаѓа на одреден регион, а секој регион, секој град, секој село си имало своја носија и ние мораме да бидеме облечени во соодветната носија за да ја презентираме играта онака како што треба да биде. Колку убава ќе ги видиме денеска носиите, останете со нас, почитувани гледачи, кажав ова ќе биде емисија за паметење. И ајде еве, уште едно прашање поставиме и да направиме пауза, Злато. Повели, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Бистра. Сакам да прашам колку време се подготвувате за концерт? И ова е убаво прашање. Ајде, Јовица, повелете, колку време се подготвувате за концерт? Може да брзо да се направат подготовките или потребно е некој известно време? Во зависност од тежината на концертот, припремите може да траат и пократко и подолго време. Сепак тука ние сме професионалци, значи таа работа се завршува многу брзо. До 2 до 3 дена ние сме веќе спремни за настапување на концерт. Меѓутоа можам слободно да кажам дека некогаш и доаѓа да кажам секундарно се направи многу брзо некој настап излегува, така да не ни причинува никаква тешкота. Благодарам, еве гледам дека има уште прашања, ќе ги оставиме оце за подоцна, важи. Ќе ги поставиме и вашите прашања, сега предлагам овдека да направиме кратка пауза, почитувани гледачи, а потоа се враќаме овдека во Националната установа Танец, во разговор со вработените, да видиме какви се тајни се кријат овде. Пауза. Можам да кажам дека ова е еден посебен ден за сите нас почитувани гледачи во специјален амбиент и многу ведра атмосфера. Еве сега се наоѓаме заедно со членовите на оркестарот во Националната установа Танец. Дечки, како поминуваме тука? Супер! Дали е весело и тоа повесело од било кога и да е до сега? Да! Така, ете, супер, овдека ќе имаме можност да разговараме со две живи легенди, би нарекол. Бајса Рифовска се наоѓа од мојата лева, ваша десна страна, почитувани гледачи. Здраво за Бајса, како? Здраво, здраво, одлично. Добро ни дојде Бајса во Супер Звезда. А од другата страна се наоѓа исто живата легенда Милан Завков. Милане, добро ни дојде во Супер Звезда. Добре најдовте. Поздрав на сите вас. Ви благодарам, фала и многу што одвоивте време, вака со оркестарот, да не примите топло, да ни презентирате што работите, како работите, па еве би сакал да ја прашам, Бајса, од кога почнува вашето работно време овде? Работно време 9:00. 9:00, сите сте тука и почнувате, значи Почнуваме, се штимаме, секој на свое место. додека други одат на работа и работат на компјутери, некој на шалтер, некој не знам каде, вие овдека што правите? Наша работа е, морам да кажам, и задоволство, и професија, и дружење, и секако на крај да излезе оној, нели, како се вика, производ концертен и на крај да покажеме како треба. Значи целта е таа. Во 9:00 оркестарот е на свое место. Колку луѓе имате во оркестарот? Па, оркестарот ни брои 18 луѓе, можам да кажам една мала филхармонија. Значи, овде што не гледавте, сите сме на број. Поделени сме како цел оркестар од 18 луѓе и имаме една посебна секција од изворни инструменти. Значи, работиме како сами и работиме заедно во придружба со игровната секција. Значи, заедно сме со игровците, заедно настапуваме како солисти, заедно како цел оркестар, значи имаме, можам да кажеме, една целокупна функција во ансамблот. Така. Многу ведар амбиент и атмосфера има овде. Секој ден ви е вака весел? Секој ден ми е весело. Кажете ми, Бајса, еве вака во секцијата со изворни инструменти, убаво е дечињата да научат. Еве да објасниме кои инструменти се изворните инструменти. Знаете што е ова? Имаме еден специјален инструмент кој како се вика? Тамбура, ова е тамбура, македонска тамбура. Со две жици, едната обично свири мелодија, другата прати. Друго што видовте таму? Кавалче. Кавалче, да, и тоа е исто изворен инструмент. Така, кавал е изворен инструмент, видовме гајда. Еве тука позади нас може да ја покажеме гајдата. Еве да ја видат нашите гледачи. Некои 3 дела, значи ова е меше, мелодиски дел гајдарка и има еден дел што се вика бурдон, тој што брчи најмногу. Што го пушта оној звукот, оној така. Да, што ја прави атмосферата. Така, тоа е една мала Видовте ли нешто друго дечиња од инструменти? Какви видовте во народната музика се употребуваат тапани? Тапано,
обовезно, еве го, имаме поголем тапан, помал тапан. Имаме зурла, еве ја зурлата. Така. Може да видиме и зурлата, значи кавалот веќе го кажавме. Така да имаме цела широка лепеза на народни инструменти. Имаме во Источна Македонија ги употребуваме оние кемениња, значи тип на гусла, така да кеменето најмногу е распространето во пијанечкиот регион. Така, Делчево околијата, македонска каменица и паланка. Прекрасно. А еве да поразговараме со господинот Завков од традиционалните инструменти кои може да се каже кои се застапени каде се. Тапани немате. Не, тапани немаме, користиме по потреба некогаш, кога што имаме некои такви специфични инструментални дела, значи како што ги викаат кај нас традиционално бубњеви, нели? Ударни инструменти. Иначе, како што ги кажа Бајса, тоа се народните инструменти, изворни инструменти, плюс, еве, јас сум на хармоника, имам уште една хармоника, мојот колега Дарко. Имаме два кларинета, тука се Аце и Владко. По позадина таму ни се Тоше и најстариот член Кире на виолина. Значи имаме две виолини, две хармоники, два кларинета. Голема виолина гледам тука. Виолина, таму еден голем човек исто, заедно со него. Ритам гитара. Тука е Тоше. И како што кажа Вајса, два тапани кои ги користиме како тапанџи, како што кажав и како ударни инструменти, се што постои ударни инструменти, тарабука, дајре, било што, бонгоси, дали ни треба нешто во некоја обработка, ако дојде нешто што ќе ни отсвири оркестарот, и на тоа сме спремни и тоа го свириме. Значи нема нешто што не свири тоа. Па нема, како што ви кажав, ние сме заедно, како сами настапуваме заедно со игралците, настапуваме заедно со пејачите, значи ние сме со сите и ке нас нема пауза. Оркестарот ви функционира како фамилија, овде? Па да, како фамилија сме се сабајле, се собираме, како што кажа Бај со сите, секој си взима својот инструмент и прво, нели, малце загревање, како спортистите исто, нели, фудбалерите, прво се загреваме и после индивидуална настава, работа, зависи од како ни е програмата за концертите, заеднички во сала со играчите, со пејачите, како што кажавме. Го припремаме програмот за концертите, патуваме како низ Македонија, нели кажано е танец е подвижен музеј, танец патува, многу патуваме и во Македонија и во странство надвор од Македонија. Така да ве наградуваат ли со аплауз секаде оному каде што одите, ве враќаат ли на бис? Па ја не памтам на танец негде не бил на бис и не бил награден со аплауз. Како во Македонија, уште повеќе на страна, мислам, надвор од Македонија, затоа што тоа е, фолклорот е она што ние го имаме, можам да кажам, како најскапоцено богатство и највеќе го знаеме и најдобро го презентираме во светот и секаде сме најоригинални затоа што само во Македонија го има овој фолклор и ова наше богатство. Благодарам, прекрасно. Бајса, многу дечиња не гледаат сега, дечињата уште од мали сакаат, покажуваат интерес кон разни музички инструменти, ако најдат дома нешто, одма одат, зимаат, свират. Убаво ли е да се биде музичар? Одлично, па така обично се почнува дел од некаква игра. Одлично е да се биде музичар и мене многу ми е драго што денеска имаме девојчиња посебно. Еден куп девојчиња денеска, за жал немаме ниту едно момче. А има убави инструменти овде како вас кои што исто така би одговарале на девојчиња. Одговараат. Обично девојчињата некако се така по за по виолина. Да, за пофини инструменти. Флейта, харфа. Така нешто. Пијано може, да. Меѓутоа, а вие Бајса на кои инструменти се свирите? Јас ја имам улогата овде, најпрво како асистент на оркестар, што значи тоа, малце подпомагаме околу, како се вика, она што се вика пишување, распишување ноти, средување на изворен оркестар, нели, сега сме некои десетина луѓе, само изворен оркестар, аранжмански некако да ги средиме, оние стари мелодии, записи. Останат како траен запис, нели, за идните генерации? Така. Во поново време купивме уд сега, така да ја развиваме и челгиската музика. Малце, да, надвор од Дона, нели, малце да ги поделиме стиловите.
Така да, како раководител на оркестарот Милан има па задача сите да не собери и да не организира. И Ајде да прашаме сега едно прашање. И Милан, тешко ли е да се биде раководител на еден ваков, би рекол, замашен, голем оркестар? Па сега ви кажал тешко, лесно, јас работам со, можам да кажам, многу добри музичари, професионалци, и како музичари, и како луѓе, така да многу лесно ни иде нашата работа во тој смисол, мислам да се собереме, да вежбаме, да си го одработиме она што си е наше, затоа што ќе кажам работам со изузетно многу добри професионалци. Сите сме ние овде професионално се занимаваме со музика и така да немаме проблеми околу нашата организација. И од срце го работите сето тоа. Јас да. Ви благодарам за времето и вниманието кое го одвоивте денес. Јас ви денес. благодарам исто, посебно ми е драго што денес имаме многу убави гости. Децата кои исто така многу пријатно ни изненадија со нивната музикалност. Ги чувме како пеат и посебно ми е драго што младите уште од мали нозе го запознаваат фолклорот и го знаат што она кај нас е највредно. Благодарам уште еднашка, да се заблагодарам и на Бајса и на сите членови на оркестарот. Ви благодарам уште еднашка за времето, вниманието. така, ви благодарам и вас и дојдете ни пак. Така, почитувани господа музичари, фала уште еднашка, да ни видите живи и здрави и ќе доаѓаме на вашите концерти, договорено? Фала ви уште еднашка, сега да ги поздравиме нашите гледачи, да им автем, да им пратиме безброј бакнежи и ќе направиме кратка пауза, ќе видиме што следува потоа. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во разговор, како што кажав, со мојот драг пријател, музички виртуоз, уметник од светски калибар, господин Зоран Џорлев, овдека директор во Националната установа Танец. Зоран, сакам да те прашам, каде беше Танец пред вие да станете директор, каде е денес? Направивте ли чекор напред? Па се надевам она што го спомнав и во претходниот разговор, дека делата треба да зборува за нас. Обично не зборувам јас за себе, ниту за мојата работа, повеќе да оставам другите да го кажат тоа, нели? Како и да е, јас мислам дека постигнавме голем чекор во сето ова. Постигнавме многу работи кои што ми беа зацртани во програмата при самото пред да дојдам тука да конкурирам во Националниот ансамбл Танец, дојдов со една идеја што се треба да се направи, како се тоа јас го замислов. Така да сум многу задоволен и горд сум на сето тоа што го правиме, посебно на оваа тука спомен соба која што ја направивме пред 2 години, веќе 2,5, не е важно времето, не го мерам. Битно е дека направивме нешто што ќе остане, нешто што е впишано 67 години веќе. Тука оние награди, признанија, плакати, се што можеме да собереме, се е ставено токму во оваа соба и сум посебно горд, бидејќи размислував долго време, ова беше типично директорска канцеларија, порано голема, огромна беше, се изгубив јас тука кога влегов и реков јас тука ми е страв да седам, навистина не ќам многу голем простор, реков да направам нешто кога го направивме како музејски простор, реков ајде сега ќе си барам некоја помала канцеларија, ама ете во сугестија со дел од моите вработени, реков ќе останам тука бидејќи кога ни доаѓаат и луѓе од надвор да се договараме да видат, кога ќе влезат тука да го разговарат, да ќе го видат и овој дел сакале или некеле, дали имале време или немале, они веќе го гледат и веќе нивото на разговор е многу поголем, повисок. Така да, ете, тоа е една од работите што сум многу горд. Имаме луѓе кои што ни дојдоа млади сили, нели, во ансамблот. Тоа може да го приметите и на сцената, и кај играчите, и кај музичарите, и во пеачите. Горд сум на сето тоа, го правиме, нели, на најпрофесионален начин колку што, нели, тоа го може да го направиме. И пак не ќам да зборувам за тоа, бидејќи истите тие луѓе кои што се дојдени, нели, вработени во Танец, го покажуваат тоа на сцената, нели, секој за што е примен да сето тоа да го прави, дали да игра, да пее или да свири. Горд сум што оркестарот е 19 луѓе сега, го имаме, значи, веќе и тој народен оркестар, го имаме оркестарот на народни инструменти и оркестарот чалги, ни фали само оној канон да го купиме и веќе сме комплетни, можеме да се пофалиме дека ги имаме и сите три ансамбли како што на времето ги имало во Танец во времето на Ѓорги Димчевски. Отвараме нова страна од историјата, така? Па мало обновуваме онаа страна кај што Димчевски за мене е еден врв кој што направил еден голем чекор во музицирањето тука и во начинот на изведбите и така натаму, внесол некоја нова сила, да не ги спомнувам и сега и кореографи, меѓутоа Димчевски како музичар зборувам, така да од тој аспект ете го враќаме тој дел и мислам дека ќе направивме многу
убав напредок нели од таа страна. Сакам да ве прашам малце повеќе да кажем и гледачите да можат да стекнат подобар впечаток што се имате во спомен собата. Па најголемиот дел се тука, прво мора да се пофалиме за оние најбитните награди, нели? Наградата од Ланголен кој танец ја добил 50-та година, првата награда. Од тука се тргнува она приказката, нели, со тешкото каде што танец се представил, тоа го имаме и во нашата монографија, еве да се пофалиме и тоа е еден дел она што е внесено сето она што го има танец, нели, направено годиниве наназад. Оставивме во монографијата 65 години танец, душата на Македонија. Другите битни награди се Свети Климентовата награда 67 година, 67 година истата година Јосип Броз Тито во тогашна Југославија дал златен венец на ансамблот танец. Понатаму има 11 октомвриска, 13 ноемвриска награди и сите оние можни награди кои што државата ги дава, нели, од председател, од 23 октомвриска награда, па се до онаа награда кога ни беше 65 години, ја добивме Свети Климентовата награда од прв ред од црквата, од Македонска православна црква. Тоа е она што како најголемо богатство го чуваме таму, заедно со она решението и кога танец е прогласен за државен ансамбл, а околу ќе видите имаме доста оние мали плакети, признанија, благодарници кои што да ги пластифициравме, ги ставивме да бидат заштитени, нели да не ги фати влага или не се распаднат. Стари фотографии еден куп имаме тука, стари плочи од кои сега ги вадиме на носталгија, не заборав 1, 2, 3, сега и 4 ќе го вадиме. Тука ни се од странство наградите, така натаму да не губиме време, ќе забележите. Тука се значи сите оние можни награди кои што ги собравме и ги најдовме, нели, да бидат овдека. Се надевам дека некаде јас пуштив и апел уште пред 3-4 години кога планирав да ја правам собата, да не ги чуваат дома некои од вработените, да го донесе тука за да може, нели, да го видат, да ни нашата мила јавност да може тоа да го види. Сакам да ве прашам, задоволен ли сте како денес функционира танец? Па сум задоволен. Сте ли една голема фамилија? Па сме веќе една голема фамилија, се обновува, некои одат во пензија, некои доаѓаат сега млади генерации, имаме како што спомнав, така да за разлика на како беше танец помала, нели, помало семејство, сега е многу поголемо семејството, се надам дека ќе успееме да го направиме семејството уште поголемо, нели, да направиме една помлада репрезентација, која што така ќе се прелее после во главната репрезентација. Па се надевам дека има многу мегдан за многу работи. Секогаш животот не застанува тука, нели, не застанува, нели, сега го направи врвот. Секој пат зимаме чекор од оние што пред нас нешто правеле, зимаме пример, па она што било добро го зимаме како пример, што било лошо гледаме да не го повториме, нели? Така да се надевам дека нема да бидам лош пример за оние кои што ќе дојдат после мене, нели, тука да работат. Јас сум многу задоволен, а меѓутоа имам уште многу работи да се направат, а се до тоа пак ќе го споделиме како и до сега со нашата јавност. И самите сме сведоци, еве може да видиме, многу имате сработено во минатото, што може од вас да очекуваме еве вака во поблиска иднина. Па сега ми е најголемата желба, бидејќи она што беше сето тоа да го направиме тука и внатрешно и она што е должност према, нели, останатите институции, уметниците да си го добијат статут како нивните колеги кои што ги спомнав и во разговорот со Македонска филхармонија, опера и балет, си го добија статусот, нели, на уметници и се вреднувани така како што се. Сега ми е желба да се појавиме повторно на некој светски фестивал од надпреварувачки карактер, како што бил Ланголен во 50-та година, да не се повтори повторно таа 50-та година. Значи, и да не чекаме пак после тоа уште 50 години, да се повторува многу почесто, да танец, барем денеска социјалните мрежи тоа ни го овозможуваат, информацијата да стигне побрзо, нели, до нашите ни мили гледачи. Така, и за крај сакам уште една работа да прашам, видовме дека има монографија, направена е спомен собата, се води грижа многу за танец, за разлика од претходно кога луѓето немаа каде сега може да се информираат, еве да покажеме, има и флаери по повод 65 годишнината и што се не друго. Па да, имаме, направивме доста маркетиншки, гледаме да го издигнеме танец колку што можеме, нели, колку што тоа ни дозволува, нели, чергата, да си ги пуштиме нозете колку што треба, ама пак голема благодарност на сите оние пријатели, освен, нели, Министерството за култура
кој што нели безизмерно не поддржува, сепак имаме работи кои што доаѓаат идеи да направиме тоа и тоа и тоа. Оваа монографија чинеше многу повеќе од колку што нели требаше да чини, затоа што сакавме да ја направиме така како што ја направивме. И ако не беа нашите ни мили пријатели да ни помогнат, немаше да ви излезе така како што е. Се надевам ќе имаме поддршката и понатаму од сите оние кои што нели го сакаат и фолклорот, ја сакаат македонската народна музика и игра. И танец како репрезентација на Република Македонија ќе продолжат и понатаму да го поддржуваат, а ние ќе ги поддржуваме понатаму и сите оние културно-уметнички друштва и сите оние поединци кои што и го мислат доброто нели на фолклорот и сето она што го правиме со танец. Ви благодарам што на ваков прекрасен начин ги чувате традиционалните македонски вредности, поготово македонската народна песна, македонските народни игри, да ни бидете живи и здрави уште многу години и се надевам дека ќе се видиме на еден од вашите концерти во многу блиски дни. Со најголемо задоволство ми беше прво мило што ние долги, како што спомна, се знаеме долги години, ти си ја работиш, твојата работа е прекрасно како што си ја работиш и затоа нели супер звезда е таму каде што е и танец се надевам ќе биде таму кај што е, се додека работиме онака како што треба да работиме. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше господинот Зоран Џорлев, директор на Националната установа Танец, а тоа би било се што имаме денеска со супер звездичките да ви го прикажеме и вам. Дечиња, тука е некаде и крај на нашето дружење, ајде сега полека кренете ги рачињата и заедно да им мафнеме на нашите мајки, татковци, баби, дедовци, сите кои што не гледаат, да им пратиме безброј бакнежи и да им кажеме чао, ве сакаме, пријатно до гледање, се гледаме во една од наредните емисии на Супер Звезда, а до тогаш бидете убави, фини, добри, сакајте ги мама и тато и гледајте што? Супер Звезда! Чао!